od moj jagol. Mislim, znači postojam. Со променливото време полека ми се враќа оптимизмот. Повторно почнува да ми струи крвта во вените побрзо и како да ми се будат сите сетила повторпат. Да видиш, да не веруваш. Но како зборовите здодевност и мразеливост полека но сигурно да го напуштаат мојот речник. Нивното место го заменуваат безброј други оптимистички зборови кои ме одвлекуваат од траурноста на бескрајното гледање некаде во празно, од читањето повторени весници и решавањето стари познати крстозборки. Излегувам да се ослободам од стегите на досега виденото и досегнатото. Што има надвор? Најнапред, силата на срамежливото сонце врши фотосинтеза во мојата душа. Таа ги преработува штетните материи наталожени како последица на немирниот сон и неспокојниот ден во пријатно расположение. Сретнувам познати и непознати, релаксирани и замислени, насмеани и недоречени. Се поздравувам со една пријателка која излегла на чист воздух да ги протегне нозете, водена од својата снежно-бела руска хаска. Малку понатаму се соочувам со другар ми на велосипед, кој спокојно ги движи нозете во ритамот на педалите, што го водат кон слободното јас. Жолтите есенски лисја паѓаат наоколу слободно, но како никој да не ги забележува во нивниот последен танц кон земјиното тло. Хаската трчка наоколу, ловејки ги и обидувајќи се да се скрие под нив, но секако неуспешно. Убав поглед, спокој, невидена тишина, мир и момент да се биде сам и пред се свој во размислувањата. Седнувам на клупата пред себе и почнувам со некои размисли. Алалда и една другаркана, блазе си мислам. Таа нема потреба ништо да им објаснува на незините домашни кога треба да излезе од дома. Има свое галениче кој е приврзано и дава некои права. Само треба да го земе каивчето од плакарот, хаската дотрчува, излегуваат заедно и таа е веќе своја. Слободна со мисла, со душа и тело. Се релаксира од дотога слученото, гледајќи во белината на влакното и милата глава на тоа интелигентно суштество, кое всушност се разбира, но не може да се изрази преку зборови. Вистински пријател и слушател, по потреба. Не противречи никогаш. Има ли нешто подобро од тоа? По напорното толкување на нештата на работа и дома, со се и се што оптоварениот ден. По паметот на хаската си размислувам, без навреди, но има ли подобар слушател? Има, ке речете, но тешко е да се пронајде, поточно невозможно од овие наши услови. Секој е преокупиран од своите проблеми и грижи и нема време друг да сослуша, да каже и да се искаже. Но тоа е живот и незалудно е речено дека ловците ловат по паметот на кучето, рибарите по паметот на рибите, а за другите и не е веќе важно. Јасно е дека секој има свое капаче, но и издувен вентил, кој колку порано се отвори подобро, не само по здравјето, туку и по блиската околина. Тоа е реалноста, тоа е пишаното, поточно непишаното правило. Излези, прошетај, релаксирај се и размислувај за секојдневни нешта што се незабележливи за голо око, а вредни за поединецот и неговото слободно дишење и творење во овој свет без пишани и непишани правила на денешницата. Продолжувам слободно да се движам кон паркот, уживајќи во сувите лисја што шушкаат под моите нозе и свежиот воздух што удира во моето чело и буди некои пријатни стари и понови спомени, како вчера да беше. Чекоревме со другарките, се смеевме и уживавме во даденото пред нас, без грижи и посебни обврски. Што ти е тоа младост? Си припомнувам
И ја одминувам сега веќе поранешната кафеана која се пресели да постои само во сеќавањата и спомените на многумина скопјани. Чекорам низ мојот град, неоптоварена од натрупаните проблеми ваму и онаму, и уживам во гледањето и среќавањето со минатото, сегашното, доживеаното и недопреното. Се насмевнувам гласно на својата безгрижност и би рекла лудост и одам напред, не забележувајќи ги оние кои токму денеска нашле време да ги обележуваат улиците и да ги поправаат зебрите за минувачите, кои така ретко кој ги почитува и забележува. Навистина некои работи се смешни, дури и иронични, доколку се забележат од вистинскиот агол и во едно одредено животно доба. Секоја поседува својата слобода на избор, но сепак има нешто и во општеството. Слободата на мислење и творење ме одведе далеку. Во еден миг почнав да пловам во ретроспектива. Некои работи заклучувам дефинитивно се вртат во круг. Тоа е исто како тркалото на обичниот некогашен и денешен велосипед. Кога си помлад, се врти побрзо. Сакаш да биде забележан од постарите, па се трудиш да изградиш свое место кај нив и да ја уживаш нивната доверба и друштво. Да те поздравуваат, да ти намигнуваат во минување, да те канат со нив на дружење. Убаво е слободното летање со мислите дотаму некаде и повторно назад. Едно време со гордост почнуваш да одиш на места на кои е пожелна лична карта и некој повозрасен што демек гарантира за тебе. Што тоа значеше, никој не се прашуваше, но сеедно беше во тренд да се влезе некаде за инает на другите. Да те гледаат со завист, потајно да ти се восхитуваат. Знаеше да се ужива во првите победи. Време на лудости и многу недоречености кои минало и се враќа со годините во добро и помалку добро. И тука се поставува прашањето што? И? Ништо. Освен што и е 11-тата буква во азбуката и најчесто не се користи како сврзник, туку како израз на нерешителност и нешто недокрај завршено. Се почесто се почнува да изгледа како други сакаат да изгледате, се игра според туги правила и се губи дел од сопственото по кој знае чија вина. Дали е тоа слобода на живење и творење во оваа наша денешница? Кога на сцена ке стапи генерацијата што растеше до вчера, се почнува полека но сигурно со спасување на сопствени нешта и работи кои за нив представуваат откритие и интерес, а во другите будат спомени и паника да не се изгубат од блискиот видеокруг. Подоцна работите почнуваат да се сменуваат. Стартува менување на навики, иако тоа можеби и не се очекувало, па и не се посакувало до крај. Почнува исчудувањето за новите електронски играчки, мобилки, компјутери, фотоапарати, лаптопови. И во еден миг се фаќате себе си како ги позајмувате истите, да ги наречам нови чуда, скришум во вашите раце, ги разгледувате, ги откривате, се занимавате со нив и го потврдувате сознанието дека љубопитното дете спие во секого од нас, затоа што животот е само една голема игра во која тој што не знае да игра по правилата, со време и навреме тоне пред своето време. Мислите продолжуваат да се ројат и се нижат како тутун во недоглед. Слобода на творење. Размислувам како постепено се одзема правото на одбирање гардероба, со што се губи математичката функција од типот 2 поевтини за 1 поскапо. Престанува разликата на нештата да се прави според употребната вредност и на сцена стапува вредноста според цената на купување, каде и колку, попросто речено. Почнува и престанува чувството на чудење како се прават и продаваат толку мали и комплицирани работи и со толку високи цени, без кои одеднаш новата генерација што порасна не може да живее и да твори. Помодарство, разгаленост или судбина. Кој овде веќе би се снашал? Критикувај, критикувај, си мислам. Тоа ти е што ти е.
Јасно е дека нема потреба од потиснување на желбите и мечтаењето, затоа што така се ризикува да се стане апатичен. Лишувањето пак од енергија е неумесна појава, а слободниот дух значи многу енергија и многу живост. Желбите треба да се разберат дури потоа и да се остваруваат. Кога сме овде, треба да се разбере уште една илузија. Среќата не е соодветна на емоции и восхитување. Верувањето дека некоја емоција извира од задоволување на некоја желба е само уште една нова илузија. Секако дека желбата носи понекогаш и грижа и напнатост, па така, порано или подоцна, резултатот на опиеноста, позитивна или обратна, извира на површината.